Биле освоени, речиси, сите позначајни градови во Западна и Југозападна Македонија. Иако за многу голема на овие простори и многу е веројатно во тоа време Охрид да паднал под османлиска власт. интересно е и прашањето за тоа дали градот бил освоен или пак бил предаден без отпор. Некои од запазените народни преданија укажуваат на тоа дека Охрид цели 7 години обстојувал против османлиските напади, при што решителни борби се воделе кај горната градска порта. Некои археолошки наоди покажуваат дека имало подготовки за одбрана на Охрид од османлиските напади и горната порта на тврдината, според некои археолошки наоди, била задзидана. Постои и можноста дека градот бил предаден без отпор. На тоа наведува и фактот што христијанското население се задржало во своите стари живеалишта и што доминирало во бројност долги години по воспоставувањето на османлиската власт. До сега во литературата немам прочитано дека османлиите влегуваат во Охрид со сила. Меѓутоа, на едно место имам прочитано дека тие влегуваат мирно, без никаков отпор. Тоа го тврди и познатиот патеписец Евлија Челебија, кој вели во Охридската тврдина работат и христијани, и тоа се наследници на оние христијани кои во времето на виорот го предадоа градот во османлиски раце. Познатиот патеписец Евлија Челеби навестува таква можност за предавање на градот без борба, наведувајќи во својот патепис дека некои од членовите на градскиот гарнизон се православни христијани кои го предале градот и тие се ослободени од сите вонредни давачки. Бидејќи се задолжени да ја поправаат и одржуваат тврдината, ослободени се и од сите тешки обврски. Тие не се муслимани, но познато е дека османлиите во почетните освојувања
биле доста толерантни кон другите вери и заедници, оставајќи им ги верските права под нивна управа. Интересот на таков начин да постапат и во Охрид и неговата околина бил уште поголем, бидејќи градот бил седиште на Охридската архиепископија, институција со постоечка структура и традиција сред христијанското население и со најсилно влијание врз неа. Што се однесува до Охридската архиепископија, се разбира големи промени се во духовниот живот, сепак првиот Охридски архиепископ Матеј институционално успеал да го легализира постоењето на Охридската архиепископија како самостојна и автокефална црква и во рамките на Отоманската империја. Во 1583 година, 2 века по заземањето на Охрид, се уште биле зачувани христијанските мала со имиња од предосманискиот период, што покажува дека Охрид не претрпел поголеми разурнувања и промени. Затоа што постои пракса кој османлиите, додека одредна територија или град пружа отпор, доколку османлиите претрпат загуби материјални и човечки, тогаш според законите тие имаат право 3 дена да го плячкаат градот за да ја надокнадат штетата која е направена врз материјалните средства на таа војска. Меѓутоа тоа не се случило со Охрид, што го потврдува и зачувувањето на старото јадро на Охрид, односно не претрпело материјални загуби тоа јадро. Во секој случај, во почетокот на 15-тиот век, Охрид веќе бил цврсто стегнат во новата административно-територијална организација на османлиската држава. Поради своето значење за освојувачките походи на запад и поради богатите ресурси, тој станал центар на посебен санџак, познат под името Охридски санџак. На негово чело стоел санџакбек, а во негови рамки влегувале неколку кази и нахи кои биле под директна контрола на санџакбегот. Во 1582 година следниве кази биле дел од Охридскиот санџак: Охрид, Старова, Дебар, Мат, Акчехисар, Круја и Ише. Како центар на санџак и каза во Охрид започнале да функционираат органи на војната, финансиската и судската власт. Значи, во демографски поглед се случуваат промени, меѓутоа тие промени не се ниту драстични, не се ниту брзи. Тие промени траат, можеби 2-3 века, со постепено населување и зголемување пред се на муслиманското население. Не постојат податоци за составот на охридското население во првиот век од османлиската доминација. Дури од третата деценија на 16-тиот век, врз основа на извори од османлиската провененција, може да се заклучи дека во Охрид, во наведената деценија, имало околу 500 христијански и 250 муслимански семејства. Тоа значи дека Охрид тогаш имал околу 3750 жители, од кои 2500 христијани и 1250 муслимани. Христијаните остануваат доминантни долг период после освојувањето и според последниот попис, детален попис на Охрид од 1583 година, христијаните, иако со мал процент, доминираат во однос на муслиманите и тоа се должи на фактот на таа толерантна политика на османлиите, посебно тие таква политика ја имале и кон градот Охрид, кој бил седиште на Охридската архиепископија, таа единствената феудална институција која продолжува да екзистира од средниот век. Не постојат податоци за составот на охридското население во првиот век од османлиската доминација. Кога во 1591 година поминал низ Охрид патописецот на венецијанскиот пратеник Лоренцо Бернардо, запишал дека Охрид малку е населен, иако е главно место на санџакот. Наведените податоци покажуваат дека постепено бројот на христијанското население се намалувал, додека муслиманите станувале побројни. Исламизацијата што направиле турците веднаш ги исламизирале главните верски објекти и главните градови. Па за жал 14 век, крај на 14-15 кои ќе дојат пак турците на Балкан и во Охрид, пак тие најзначајните цркви ќе ги претворат
во своји богомоли, како што е да речеме со Света Софија, која што била катедрала, нели, на Охридската архиепископија, најдоминантна црква, ја права да биде најдоминантна џамија, тоа што до 912-13 година ќе стои минаре на едни од кулите на Света Софија. А истото го напрати со Плаошник. Кон тие демографски промени, секако влијал процесот на исламизацијата, како и воените настани поврзани со востанието на Скендербег во втората половина на 15-тиот век. 1466 година, бидејќи охриджаниве и Доротеј, Охридски архиепископ, ги помогнале Џорџ Касиотри во борбата против турциве и затоа ако се вратиле, Мехмед II се налютил и сите бојлери, богаташи од Охрид ги назаточени во Малазија, не се знае зошто. Во пописот на населението на Истанбул од 1545-1546 година, меѓу бројните истанбулски маала, регистрирано е и Охридското мало, чии жители секако биле наследници на депортираните охриѓани. За овие охридски жители постои и предание според кое сите првенци на Охрид биле преселени во Анадолија, во селото Кездервин, во околината на Бурса. Дека востанието на Скендербег било причина за сериозни демографски промени, покажува и податокот дека по неговото задешување околу 3000 христијани од Охридско побегнале во Италија. Со доаѓањето на османлиите се случиле промени во Охрид, се разбира и демографски и урбани. Станува веќе османски град, турците веќе се господари на градот, се поставува прашање што станува со она старо христијанско население, што станува со она аристократија, христијанска аристократија, која што во тој период живеела во Охрид. Постојат и теории, некои извори тоа ни го потврдуваат, особено дека дури 50 години по паѓањето по заземањето на османлиите, аристократија охридска имало. Односно, тие фамилии, еден дел од нив по традиција избегале во Венеција, преку Драч, но голем дел останале. Турците ги населиле рамчарските плодни предели, го протерале христијанското население, кое било приморано да бега на Божиот рид и да прави куќи, да своји домови во и околу црквите. Покрај промените во демографијата, османлиската доминација донела промени и во изгледот на градот. Една од првите такви промени било претворањето во џамија на Климентовиот манастир Свети Пантелеймон, кој се наоѓал на локалитетот Имарет. Имено кон крајот на 15-тиот век, Јусуф Челеби, познат како Синанудин Челеби, Охризаде, еден од најбогатите муслимани во градот, врз темелите на старата црква изградил џамија која ја посветил на султанот и која кај народот останала позната како Имарет или Царева џамија. Према изворите кои што ги поседувам, е напишано дека џамијата е изградена во периодот 1481-1491 година. Набрзо околу неја бил подигнат комплекс од придружни објекти, како што биле училишта, теќе, кујна, куќи и друго. Во Вахуфнамето на Охризаде од 1491 година е наведено дека овие објекти се наменети меѓу другото и за чесните сиромаси, сирачињата и вдовиците што живеат во споменатиот град, бидејќи ним им е најнеопходна оваа услуга. Таму во тој период сиромасите во четврток доаѓале и земале храна за нивните потреби. И во почетокот на 16 век Света Софија е претворена во џамија и тие се двете главни џамии кои остануваат во стариот град. Очигледно тука немало бројно муслиманско население и затоа и немало потреба од градење на нова џамија. Кога католичкиот надбискуп Стојмировиќ престојал во Охрид во 1657 година, запишал дека некогашната патриаршиска резиденција служила како конак на Охридскиот паш. Најдобар и најсовршен од сите сараи е сарајот на Охризаде, вели Евлија Челебија, кој е како тврдина.
Тој има бројни диван-ханинја и конјушници. Тој е голем дворец со повеќе од 300 внатрешни и надворешни простории, со амам, со широка сала за прием и многу соби. Целиот е покривен со керамиди, но тоа е старински двор кој постепено се руши. Сепак, овие објекти не можеле да ја нарушат сликата на старата градска архитектура на Охрид. Османлиското освојување не го нарушило изгледот и структурата на стариот град, што се гледа и од имињата на 26 христијански мала кои во најголем дел ги сочувале своите називи, а кои ги добиле според христијанските сакрални објекти во нив. Во стариот град христијаните ги зачувуваат дури имињата на своите мала, како што е Свето Никола Болнички, Света Богородица Болничка, Света Богородица Челница, Геракомија и сите оние од зачувани од предосманлискиот период топоними остануваат присутни во самиот стар град на Охрид. Еден дел од овие сакрални објекти исчезнале со текот на времето, но сепак очигледно сите тие се наоѓале во стариот град и го дефинирале изгледот на Охрид. Во 17. век во Охрид имало 33 активни цркви. За да не се заборават местата на каде што имало цркви и манастири, значи тие оставале нишани. Нишани значи оставале дали кандила, палиле свиќи или по некоја икона. Стариот град или горниот град, како што го нарекува Евлија Челебија, го задржува своето старо јадро и тука во огромен број се доминантни христијаните. Меѓутоа сега се појавува и друг град кој Евлија Челебија го нарекува Долен град, во кој се населуваат муслиманите. Токму на просторот меѓу овие две градски подрачја започнала да се формира и да се шири Охридската чаршија, каде доминирало муслиманското население и каде побројни биле исламските сакрални и профани објекти, со што овој дел бил во контраст со стариот град. Сепак, малата Свети Ѓорги и Света Троица, кои се наоѓале во чаршијата, како и појавата на малото Кошишта или Кочишта, покажуваат дека уште тогаш христијанското население живеело надвор од градските ѕидини. Во летото 1694 година турските власти му наложиле на охридскиот настојник на Охридската архиепископија Козма Кидиски да направи попис на целото христијанско население во Охрид и на црквите. Тој Охрид го поделил, стариот дел на Вараш го поделил на 6 енори и мала, а 7-мата била Каменско или денешно Месокастро, кон кој пенетрирале биле придружени кошишчани. Како и за многу други градови, за Охрид богати податоци дава славниот Евлија Челеби. Тој посебно внимание и посветува на тврдината. Еве што тој пишува за неа. Пред се, тоа е град кој лежи на северниот брег на Охридското езеро. Тоа е старинска градба со петоаголен облик, воена тврдина од делкан камен во стар стил. Тоа е цврст бедем и големо засолниште кое во површина опфаќа 4400 чекори. Мајсторот архитект со своето мајсторство го украсил овој град со разни уметнички изработени пушкарници и тврди бедеми, така што им нема рамни ниту во еден град. Внатрешната тврдина има две порти. Една е големата порта која е свртена на југоисточната страна и гледа кон царевата џамија. Во кулата над оваа капија се наоѓа една висока просторија покриена со штици. Во неа деноноќно свири воена музика. Другата порта се наоѓа на северната страна на тврдината. Таа се отвора кон долината Варош. Во внатрешноста на цитаделата се наоѓа еден месџид, куќата на диздерот и амбар за жито. Друго ништо нема. Големата надворешна тврдина има само 3 порти. Една е големата порта свртена на север, другата е табачката порта свртена кон исток, а третата е големата езерска порта. Потоа Евлија Челеби продолжува со опис на џамиите во Стариот Охрид.
Прво е џамијата Аја Софија на брегот на езерото под Сарајот на Пашат. Која што била голема зграда со 17 кубиња и била доста пространа и велелепна. Оваа џамија, Аја Софија, во христијанско време била нивен Ерусалим. Сега тоа е муслимански храм, но понекогаш христијаните скришно им даваат на вратарите по некоја акча, влегуваат во џамијата на брзина, се молат на Бога според христијанските обичаи заради благослов, а потоа ја напуштаат џамијата. Горе, пред цитаделата, на една височинка, се наоѓа џамијата на Охризаде. Охризаде семејството е всушност ктитори на џамијата, на Имарет џамијата на Плаушник. Овие Охризаде и по род и по заслуга биле благородници и принцови. И сега постои ферман според кој овој град треба да биде под нивна власт и управа. Охризаде семејството е семејството кое го угостило и самиот Евлија Челебија, кој престојува во Охрид и дава мал историјат на тоа семејство, од кој опис може да се направи известна теза која во известна мера покажува дека семејството Охризаде можеби е старо христијанско семејство кое било исто така едно од највлијателните семејства во предосманлискиот период. Тие биле епитропи, односно господари на старата Свети Пантелеймонова заветнина, што изгледа Свети Климент. И посвојањето на турците кога го зазеле овој дел, тие заедно со своите имоти преминале во ислам, меѓутоа задржувајќи ги своите права. И тоа останува доминантно семејство се некаде до почетокот на 19-тиот век, кога таа превласт преминува во раците на познатиот Джеладин бек. Тој навел дека тука постојат и 6 христијански манастири кои се во толку добра состојба, толку уредени и населени што и во секој има по 40 до 50 луѓе. Кога наутро и навечер од месијанските куини даваат храна на поповите, тогаш тие делат обилна храна и на муслиманите. Опишувајќи ја тврдината, тој наведува дека во неа има само 160 христијански куќи. По описот на постариот и поатрактивен дел на градот, Евлија Челеби преминува на опишување на, како што тој го нарекува, долен град, односно на проширениот Охрид надвор од градските ѕидини. Тој наведува дека овој дел од Охрид е добро населен и украсен и го спредува со Дамаск, а по големина со Едрене и со Бурс. Тој споменува дека во Охрид имат 17 мала, од кои 10 се муслимански и 7 христијански мала. Имињата на муслиманските мала се споменуваат према џамиите кои што се изградени по нивно име во тие мала. На прво место тој ја издвојува џамијата Хаджи Касим на брегот на езерото, за која се смета дека била подигната на темелите на црквата Свети Димитрија. Потоа џамијата Текија на султанот Сулейман, џамијата Кулоглу, Хајдар Пашината, Али Пашината џамија, како и некои други помали верски објекти, мешџиди и завии. Тој споменува и 7 основни училишта, 75 приватни и 2
година. Во вакав намето на Јусуф Челеби Охризаде се спомнува Далјенот, каде што се лови риба, кој се наоѓа под наведениот заштитен град Охрид, на реката наречена Воска. Околу 45 семејства се бавеле со рибарење на Охридското езеро, се разбира со дозволи, низ повеќе периоди. Исто така трговијата со риба, продуктите на рибата била развиена во Охрид. Охрид имале закупци. Фамилијата Филеви биле закупци на Охридското езеро, имале право да го закупат. Дори една од првите фабрики за преработка на преработени риби е фабриката на мојот прадедо Климен Заров, која што е некаде формирана во 70-тите години на 19-тиот век. Тој учествувал на саемот во Пловдив, ја продавал во Австрија, ја продавал во Србија, во внатрешноста на Отоманската империја. Предпоставувам дека таа екзистирала некаде, можеби до Илинденското востание. А за вкусот и квалитетот на охридската риба, Евлија Челеби запишал: ниту едно друго езеро нема толку разновидни риби како ова. Особено рибата јагула, што овде се наоѓа, има пријатен мирис како мошус и амбра. Тај мошне мрсна и кога сосема свежа од неја се прави кебаб. Вкусни се и рибите штука, пастрнка, крап и белвиц. Тука има на 1000 видови риби. Но овие 5 наведени видови, за чудо Божие, воопшто немаат миризба на риба. И други патописци ги наведуваат споменатите видови риба, потенцирајќи дека охридската риба е позната во целата Османлиска империја, а особено во Истанбул. Во тој период имаме развиена една трговија, огромни количества на цреши и на риби, преку Битола одед во Солун и во другите места, посебно во Истанбул. Еве како патеписецот Ами Буе во 1838 година го опишува риболовот во Охридското езеро. Во Охрид има голем пазар на риби од езерото, кои се продаваат сушени или солени во соседните делови на Албанија, посебно во Македонија, каде што морската риба е поскапа. Трговијата со риби во Охрид или во Струга е од постаро време и представува доста доходовно стопанство. Чамците во ова езеро се рамни, тесни и шилести од двете страни. Карактеристично е тоа што од двете страни се опремени со некакви джебови слични на шими, каде што се ставаат рибите или други нешта. Економскиот развој на Охрид силно се шири, се развива, а посебно поради фактот што охриѓани, чиј број на население веќе е зголемен, се бават многу со занаетчиство. Охрид, заедно со Солун, со Скопје, со Кратово, бил еден од ретките градови во кои во османлискиот период се ковале монети. Познато е дека и пред османлиите во Охрид имало монетоковачница и се чини дека таа продолжила со работа без некој позначаен застој. Но најстарите османлиски монети од оваа монетоковачница датираат од времето на султанот Селим II 1566-1574 година. Тогаш во Охрид биле ковани серебрени акчиња со тежина од 65 сантими и диаметар од 11 милиметри. Оваа монетоковачница работела се до времето на султанот Мурад IV 1623-1640 година. Во периодот на османлиската доминација, Охрид станал еден од најзначајните занаетчиски и трговски центри, покрај кој минувал и стариот патен правец Вија Егнација. Занаетчиството се напредува, се формира доста дуќани, трговијата се унапредува во Охрид, да речеме Евлија Челебија во неговиот патепис зборува дека во тоа време Охрид имал 400 куќи, убави куќи со бавчи. Најраширени занаети во Охрид биле кожарскиот, крзнарскиот, царачкиот, самарџискиот, шапкарскиот, потоа сапунџискиот, шивачкиот, папуџискиот,
казанџискиот и други, односно оние занаети, чии услуги и производи биле секојдневно користени од нивните жители. Во таа смисла се развиле и неколку занаети кои биле поврзани со езерото и риболовството, како што биле плетењето рибарски мрежи и правењето кајчин. Занечиството пред се, прилично се развива во Охрид во Струга во 17-18 век, веројатно поради развој на индустријата што се случува во Западна Европа. Охрид повторно како град низ кој се врват трговците, прилично се развива и занечиството како влијание на тоа. Во тој период доаѓа и таа промена на стиловите, дали ќе имаме ала Франка или ќе имаме ала Турка. Но сите и баш Охрид и Струга се тие градови кои што и најпоче се гледа во Македонија таквото влијание на ала Франка, на некој начин во носијата, во обликувањето, во покучињата во куќите. Евлија Челебија дава податоци за населението, за изгледот на луѓето, како изгледаат. Со оглед на тоа што јаделе од охридската риба, охридска пастрмка и други риби, тој пишува дека тие се многу убави, лични луѓе, и мажите и жените, со нежна кожа и светло лице. Посебно место заземал кујунџискиот занајат, кој произведувал накид од злато и сребро. Охриѓани биле големи љубители на луксузна облека и скапоцен накид, поради што понекогаш била сугерирана скромност и пристојност во однесувањето. Охрид имал свој пазар уште од предосманлискиот период, но со доаѓањето на османлиите, поради зголемиот број занаети кои произведувале различни видови производи, надвор од стариот град се појавиле нови простори кои биле специализирани за различни земјоделски и занаетчиски производи. Така, во Охрид продолжил да функционира предосманлискиот рибен пазар, но сега се појавил и посебен пазар за жито. Во чаршијата, бројот на работилниците кои во исто време биле дуќани, каде се продавале производите, постојано растел. Само познатиот Охризаде во 1491 година имал 16 своји дуќани во Охрид, а околу 1670 година Евлија Челеби запишал дека во градот имало 150 дуќани, а во него работеле 3 прекрасни анови. Охридскиот панаѓур бил уште една од активностите кои придонесувале во развојот на трговијата. На овој панаѓур, кој се одржувал најдоцна до средината на 17 век, доаѓале трговци како од поблиската околина, така и од подалечните краишта. Панаѓурот се одржувал во месец август, а тоа се дознава од католичкиот надбискуп назначен во Охридската архидиецеза Фране Сојмировиќ. Тој во август 1657 година се упатил кон Охрид и запишал дека поради тоа што во тоа време во градот се одржувал панаѓурот, можел лесно и незабележливо да влезе во Охрид, преоблечен во трговец. Една од најважните особености на Охрид во класичниот османлиски период, кој го прави поразличен од сите други балкански градови, е функционирањето на Охридската архиепископија. Таа била единствената предосманлиска институција која продолжила да функционира и во османлискиот период и покрај големите материјални загуби што ги претрпела. Бројни се доказите што ги имаме дека црквата си е и во тоа време самостојна, автокефална, иако тоа не е најбитното, но дури и императорот, фактички султанот Сулејман величанствени, тој има издадено документ со кој на Охридската архиепископија и се признава од државата нејзиниот целосен самостоен автокефален статус. Центар, од каде се раководело со неа, останал градот Охрид. Тука било седиштето на архиепископот и на синодот, како највисоко управно и законодавно тело на Охридската архиепископија. За разгледување на важните и актуелни прашања, бил свикуван архиерејски собор како и црковно-народен собор, на кој покрај духовните учествувале и световните лица, видни граѓани и првенци на Охрид. Охридската архиепископија
Имала и своји црковни судови каде што се разгледувале споровите помеѓу христијаните, христијанските верници, независно од османлиските закони и од државните правосудни органи. Имаме случаеви дури кога охридски архиепископи седат во судот на Цариградската патриаршија и им судат на цариградски патриарси за нивни грешки. Всушност, токму преку представниците на Охридската архиепископија, заедницата на православните христијани остварувала комуникација со државните власти, притоа уживајќи поголема автономија во областа на своите внатрешни работи. Улогата на архиепископски центар на Охрид уносела привилегии и овозможувала во него да се слеваат големи приходи кои архиепископијата, како даноци, ги собирала од христијанската раја. Во него живееле највисоките представници на архиепископијата, започнувајќи од архиепископот, па се до најважните црковни службеници. Тие биле дел од христијанската елита на Охрид. Но исто така тука биле и најбогатите световни лица кои биле членови на Црковно-народниот собор, кој имал влијание во донесувањето на одлуките на архиепископот и синодот. Во 15-тиот век се споменуваат охридски бољари како посебен општествен слој во кој влегувале најбогатите и највлијателните лица во градот. На тој слој му припаѓале и 50 на охридски првенци со чии парични прилози била извршена доградбата на црквата Перивлепта во Охрид. Синодот на Охридската архиепископија им возвратил со одлуката нивните имиња да се впишат во сите поменици на црквите во диецезата и да се спомнуваат на големите празници. Но покрај привилегиите, улогата на архиепископски центар понекогаш му носел и проблеми на Охрид. Така во 1630 година, католичката пропаганда, поддржана од папата, се обидела да ја преземе архиепископската црква Света Богородица во Охрид. Но архиепископијата успеала да го спречи обидот, давајќи големо мито дури и на султанот. Ние имаме тројца поглавари кои целиот свој живот го посветуваат на дејности за ослободување на македонскиот народ од Отоманската империја. Тоа се Атанасиј први, тоа е Гаврил, тоа е Еве Јоасав. Тие тројца луѓе работат цело време, повеќе се они борци за слобода на македонскиот народ отколку архиепископ. Основна цел да се укине Охридска архиепископија е грчката нестабилност на тронот на Цариградскиот трон. Тие ќе почнат секоја месечина, што викат нашиот народ, да ги менуваат патриарсите. Бидејќи кој ќе има повеќе рушвет да плати кај султанот, тој го поставуваат за патриарх. И фактички Цариградска патриаршија ќе биде во едно расуло. Охрид има и ден денешен носталгија по патриканата. Не знам дали ви е познато дека е во незина чест составена чувената песма на Григор Прличев. И кај него е 62 лето. Значи неколку години го имам тука тој поместено. Веројатно нема податоци други. И тој е многу тажна разделбата на Охридскиот последен поглавар, Арсени, кој што ги собрал своите верници во Перивлепта и ронел солзи. Уништена е според договор на фанариотите и султанската власт. Грчкиот центар, Великогрчкиот центар, концентриран околу патриаршијата во Цариград и султанот кој што дава благослов, наводно од финансиски причини. Григор Прличев е несомнено најголемиот поетски талент помеѓу македонските книжевници од овој период. Истовремено, тој е типичен пример на македонските интелектуалци од 19. век, кај кого дојдоа до израз главните политички и културни струења и заблуди, настанати врз основа на општествено-економските прилики во Македонија. Прличев е роден во Охрид на 30. јануари 1830 година. Тој во себе истовремено ги обединува специфичните и карактеристични елементи на класицизмот и романтизмот, кои, како стилски белези, доминираат во времето во кое живее и работи. Прличев живеел
и работел во повеќе балкански културни центри: Охрид, Струга, Битола, Прилеп, Солун, Атина, Тирана, Цариград, Софија. Коректно владеел повеќе балкански и европски јазици. Како писател кој е свесен за своите креативни можности, Прличев ги става во служба на позивот на Македонија, која му е и љубов и судба, и лулка и гроб. Во 1860 година ја добива наградата на големиот атински конкурс за најдобра поема на грчки јазик, која се состои од паричен дел и лавров венец. Истата година неговото дело ќе излезе од печат. Резултатите од конкурсот ги надминуваат и најсмелите очекувања, а Прличев ќе биде прогласен за вториот Хомер, нешто што дотогаш не се случило во Атина. Вратен во Охрид, веднаш ја започнува работата врз новиот поетски проект, поемата Скендербек, далеку попретенциозен творечки зафат. Работи како учител во родниот Охрид, каде го чувствува народното движење за отфрлање на грчкиот јазик од училиштата и црквите. Пресвртница во животот на Прличев, според неговото раскажување, направила смртта на браќата Миладиновци во цариградските Зандани. Во судирот со фанариотскиот митрополит во Охрид, Милетије, и грст од родени чорбаджи застанува на страната на својот народ и се ослободува од елинистичкото влијание. Со децени бил навредуван, дразнет и унижуван, а очекувал дека тоа најмалку ќе се случи. Бил лично незадоволен од својот живот. Неговата девиза е совршенство или смрт, а на литературен план не го реализирал родниот литературен јазик и сето тоа допринело во последните години да се повлече и дистанцира од луѓето. Во 1890 година Прличев се пензионирал и се повлекол во родниот град Охрид. На 6 февруари 1893 во Охрид поетот починал. Смртта на Прличев означувала крај на една ера и почеток на нова ера во која дел од неговите ученици ќе формираат Македонската револуционерна организација, а Крсте Петков Мисирков ќе ја создаде за македонските работи. Гробот на Григор Прличев се наоѓа зад црквата Света Богородица Перивлепта во Охрид, а спомен домот посветен на вработување
многу значело, дури имале изработено и устав, правилник, како да се понашат тие што биле газди према работниците. Исплата, обработка, време и така натака. Патописецот Хан во 1865 година го посетил Охрид и во врска со овој занает запишал: тука зборуваат дека Костур и Охрид се единствените места на полуостровот во кои кожарството е во полн расцуп. Во Лајпциг има повеќе костурчани и охријани што таму редовно остануваат по неколку години. Според Димитар Точков, пред 1875 година во градот постоеле 150 самостојни предпријатија со 800 машки работници, а исто толку работници биле ангажирани во своите домови. Во Охрид се преработувале специфични специјалитети како што биле кожи од црвени и бели лисици и од рисови. Кон средината на 19. век, најголеми семејства кои се занимавале со ќурчискиот занает биле Повсимови, браќата Пунчеви, Пармакови, Коцареви, Точкови и Кецкарови. Последниве имале своја експозитура и во Лајпциг. И самиот факт, нели, ете, што такви трговци за нечи имаме, се појавува по фамилите на робевци. Или фамилите на робевци кои подосна или стануваат, се школуваат во Виена, стануваат до 30 душа побогати. Меѓутоа неговите, нели, на Константин Робев родителите се, значи, значени трговци. Ако имаш учени луѓе, почне ќе се развиват стопанството. И не случајно 1802 година во Охрид е формирано трокласно училиште. Тоа трокласно училиште веќе создава учен кадар, колку толку, и тој учен кадар почнува да развива не само култура и просвета, туку и економика. Чехот Јозеф Милер, кој во 1843 година го посетил Охрид, за чаршијата запишал: овде во 4 правоаголни, меѓусебно вкрстени и темни улици се сместени 250 продавници. Многу од собствениците на овие бутици го знаат прилично добро германскиот јазик, што е резултат од нивните патувања на Лајпцишкиот велигденски саем. Во 1848 година во Охрид доаѓа англискиот патописец Едвард Лир. Тој е првиот кој што нацртал нешто за Охрид. Тој дал еден многу убав нацрт на панорама на Охрид. Покрај тоа ја нацртал и Света Софија, нацртал и на улица, пазар и така натаму. Значи многу бил доста надерен за цртање. 1863 година патописецот Јосип Хан, тој е конзул, австријски конзул, ја направил и првата фотографија за Охрид. Таа една слика, напред во прв план се наоѓа Охридскиот чун крај езерото и потака панорамата на Охрид на Риччето, како што е градот. Во поглед на црквите во Охрид, по кои Охрид бил познат во предосманлискиот период во средината на 19. век, според рускиот славист Виктор Григорович, останале само 7. Тој дава поголем исто така опис, тој веќе доаѓа во овој дел да бара словенски ракописи. Најнапред се представил таму кај Макамот и станал доста близок пријател со познатата охридска фамилија Робевци. Покрај тоа тој се поврзал и со Димитар Миладинов, кој што веројатно го придружувал цело време на неговото патување низ Охридскиот крај. Еве што тој запишал за тоа време на неговиот престој во Охрид во 1845 година. Воопшто во Охрид, уште во 16 век, според писмени сведоштва имало 33 цркви и параклис. Од тој број сега останале 7 кои јас грижливо ги разгледав во надеж дека ќе соберам податоци за минатото на Словените. Во секоја од нив се наоѓаат остатоци од ракописи на грчки и траги од написи. Еве ги називите на црквите.
Свети врачи Кузман и Дамјан, Свети Константин и Елена со словенски замачкан натпис, Света Богородица Челница, Свети Никола со икона на Свети Еразмо и Свети Наум, Свети Климент Словенски, Пресвета Богородица, Свети Никола Болнички и Геракомија и Митрополи. Имајќи сознание дека на подрачјето на Македонија, посебно во Охрид, се наоѓаат стари книги, ракописи и други предмети. Тој доваѓа со една мисија да земе, да сочува, а и влијание руско да изврши на поедини луѓе. И не случајно најголемо влијание одржуваат врски со поедини учители, меѓу кои и со Миладинови. Историјата на Охрид во првата половина на 19. век е нераскинливо поврзана со името на Джеладин бек. Во времето на слаба централна власт во почетокот на споменатиот век, власта во Охрид ја презел познатиот Джеладин бек, кој 3 децении господарил со него и имал значително влијание врз историјата на градот, се до 1830 година. Кон крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век, Османлиската империја запаѓа во голема криза, при што централната власт речиси целосно ја губи контролата на провинциите. Во тие провинции се одметнуваат и стануваат господари моќни бегови, феудалци со богати и големи имоти, кои држат огромни површини под контрола и кои дури имаат и своја платеничка војска. Бил доволно богат да изврши и сериозни градежни зафати во градот. Во 1808 година наредил да се срушат сараите на Исмаил Паша, а градежниот материјал да се пренесе во Ичкале, односно внатрешната тврдина каде изградил своја палата со ангажирање на сето машко население во Охрид. Дури тој за потребите на тој сарај донесул и вода, посебен водовод од околината на Охрид, за да се снабдува сарајот со вода, што ја покажува неговата моќ. Тоа биле првите окрупни зафати во градот по изградбата на зградата на архиепископијата во периодот од 1730 до 1735 година. И покрај сите тешкоти и несреќи, како што биле двете епидемии на чума кои избувнале во 1810 и 1816 година, периодот на Джеладин бек останал во сеќавање како период во кој постоела толеранција и праведен однос кон сите градски жители. И тоа е една контраверзна личност околу која има и позитивни и негативни мислења. Меѓутоа, според мене, повеќе превагнува она негова позитивна страна во однос на со тоа како господарел со градот и сеќавањата кои подоцна се зачувани за него во подоцнежниот период. Кузман Шапкарев, управата на бегот, ја сметал за најправедна во тоа време и дури и подобро од времето во кое тој живеел под силна централна власт. Тој пишува дека владењето на Джеладин бек било меѓу најмудрите во тоа време, зашто неговите поданици под негова управа се насладувале со благодејствие и спокојство во време кога во другите турски области се вршеле најсвирепи јеничарлици. Познато е дека тој имал изворедни односи со христијаните, дека имал апсолутно толерантен однос кон христијанското население, дека неговиот главен сметководител бил христијанин во кој имал огромна доверба, дека од неговите кујни, јавни кујни, се хранела и сиромаштијата на христијанската сиромаштија, им дозволил дури на христијаните да носат оружје во време кога трае Грчкото востание 1821-1830 година, иако со закон во државата било забрането за христијаните да носат оружје, исто така по негова заслуга се спречени најрадикалните и фанатични муслимани да извршат освета врз христијанското население. Во неговата служба имало многу христијани, а одржувал добри односи со митрополитот Калиник, кој му ги украсил трите дворци – Горни сарај, Долни сарај и Јени сарај, по наговор на неговата жена Сабие хан,
Тој во својата служба го примил Кузман Капитан, кој бил назначен за Сердар со задача да ја исчисти Охридската област од разбойници. Овој период од историјата на Охрид останал во сеќавањето и по љубовта на Джеладин Бек кон својата втора жена, христијанката Ташула. Праведноста и толеранцијата на бегот секако може да се препише и на таа љубов. Станува збор за девојче кој во 1822 година Джеладин Бек ја донесува од Негуш, односно Джеладин Бек учествува во борбите против грците за задушување на востанието и кога се враќа во Охрид во 1822 година тој ја носи како робинка Ташула, која во тоа време била 12 годишно девојче. Сабие Ханум, првата жена на Джеладин Бек, се грижела за девојчето кое пораснало во убава и стројна девојка. Бегот, не можејќи да одолее на убавината на девојката, ја натерал да му стане втора жена. Набргу Ташула му родила ќерка, на што бегот многу се радувал, бидејќи немал деца со својата прва жена. На располагање на Ташула, тој оставил еден од трите сараи што ги поседува во Охрид. Джеладин Бек бил толку влюбен во Ташула, што дозволил во сарајот да биде изградена и мала црквичка со цел неговата жена овде да ги извршува своите молитви. Но Ташула била несреќна и не сакајќи да му остави наследник на Джеладин Бек, го задушила своето чедо и го погребала на имарет. Таа невозвратена љубов на Джеладин Бек завршува со тоа што во 1830 година, кога централната власт веќе започнува да ги повторно да ја презема контролата врз градовите и врз провинциите, Джеладин Бек бил принуден да избега. Најпрвин тоа бега во Албанија, во Скадар, а оттаму бега во Египет и така завршува историјата на Охрид под власт на Джеладин Бек. За разлика од него, Ташула останува да живее во Охрид и доживеала длабока старост негде до крајот на 19-тиот век. Таа живеела во Охрид. Реформираната османлиска армија на својот пат кон Скадар влегла во градот и повторно воспоставила контрола над градот. На тој начин, Охрид повторно влегол под директна султанска власт, а поради близината со албанските територии, станал база од каде османлиската војска се упатувало кон самостојните паши во Албанија. По обновувањето на централната власт, Охрид, како центар на посебен санџак, административно влегол во состав на намалениот пашалак Румели, чиј центар се наоѓал во Битола. Во таква позиција останал до 1867 година, кога бил формиран Солунскиот вилајет, во чиј состав влегол и пашалукот Румели. Многу важно е да се спомне дека сега со промените кои настануваат, христијаните во градот стануваат дел од власта. Односно, тие партиципираат и во општинскиот совет, имаат своји представници, имаат представници во основните судови, како членови, како делегати кои учествуваат на судењето и имаат право на глас во однос на разните спорови кои се водат. Исто така тие имаат своји представници во разни комисии кои функционираат во општината, како што е комисијата за земјоделство, комисијата за шумарство, како што е комисијата за одржување на хигиена на градот. А во 1896-97 година член на Охридскиот општински совет бил и лекарот евреин Аврам Бедус Ефенди. Реформите што се случувале во државата имале своји влијанија во осовременувањето и на градот. Така во 1869 година во градот била изградена телеграфска станица со што Охрид се поврзал со телеграфската линија Битола-Елбасан. Во 1896 година од страна на османлиските власти била издадена дозвола за изградба на училишта на христијански девојчиња и момчиња на плацот на Старата Митрополија во близината на црквата Свети Климент во Охрид. Во 1909 година пак до Битолскиот вилајет од Министерството за внатрешни работи пристигнало известување дека е дозволено во околината на Охрид на патот за Битола секоја година меѓу 15 и 20 мај
да се одржува панаѓу. Во крајниот период во Охрид, како главен изграден објект, околу 1908 година е објектот на денешна гимназија. Тој објект при градба се мислел да се употреби како гимназија во тоа време и Дадија, изградена од страна на Ејуп Сабрибеј. Ејуп Сабрибеј ја изградил таа гимназија воз основа на продадениот негов имот. Меѓутоа сигурно и со донации на разни луѓе од градот. Кон крајот на 19. век имало 2439 куќи, 450 луѓани, 13 анови, 2 амами, 33 фурни, 14 казина и мејани, 4 ресторани и гостилници, 3 фабрики за брашно, 1 имарет, 2 аптеки, 1 голем часовник, 9 џамии, 2 тетиња, 1 медреса, 14 училишта за муслиманските деца, 5 цркви и 16 училишта за христијански деца. Се учеле меѓусебните јазици. Јас се сеќавам на многу луѓе, постари луѓе кои што беа македонци, меѓутоа зборуваја и турски јазик. Значи, во известна смисла, муслиманите стануваат рамноправни. Во градот ги уживаат апсолутно сите права. На тој начин, Охрид продолжил да се развива се до самиот крај на османлиската доминација, станувајќи еден од најголемите културно-просветни и револуционерни центри во Македонија.